Фашистичката и нацистичката агресија и окупација на Кралството Југославија и на Грција, како и нивната поделба, ја промени и положбата на деловите на Македонија кои се наоѓаа дотогаш во нивните граници. Делот на Македонија во рамките на Југославија беше поделен меѓу фашистичка Италија и царството Бугарија, а делот на Македонија во рамките на Грција беше поделен меѓу Германија, Италија и Бугарија. Делот на Македонија во Бугарија остана и натаму во рамките на Бугарија. Во Втората светска војна, македонскиот народ се определи на страна на силите на антифашистичката коалиција. Современата македонска држава започна да се создава на територијата на Македонија во рамките на Југославија. Во овој дел на Македонија, антифашистичките сили беа предводени од македонските комунисти. Тие застанаа начело во борба против нацифашистичката окупација и беше единствената организирана воена и политичка сила што ја раководеше борбата за национална слобода и сопствена држава. Голема улога во конципирањето и разработката на национално-ослободителната платформа на македонскиот народ имаше Методи Шаторов Шарло. Тој станува политички секретар во најдраматичните денови на македонскиот народ, во својата целосна зрелост на 43 годишна возраст, со непрекинат партиски стаж од 20 години, минати како член на Комунистичката партија на Бугарија и како признаен кадар на Коминтерната. По почетокот на војната, со решение на Коминтерна, се враќа во родниот град Прилеп. Во средината на мај 1940-та влегува во покраинскиот комитет како секретар. Методија Шаторов излегува со јасен став во однос на она што треба да биде Македонија како држава. Шарло бил свесен за своето потекло, за својата национална припадност. На 8 септември 1940-та била свикана првата партиска конференција на која била донесена резолуција во која била конкретизирана националната програма на македонскиот народ. Методија Шаторов Шарло беше лидер на македонските комунисти во времето кога се истапи со чиста македонска национална програма. За разлика од ставот на Шаторов, КПЈ и Јосип Броз Тито во основа се против формирањето на какви било суверени национални држави, туку се за заедничка борба против окупаторите на народите на Југославија. Овој став КПЈ го задржува се до второто заседание на АВНОј, кога се донесува решение за федеративна Југославија. Поради идеите за македонска државност, одредени сили во 1941 година настојуваа на секој начин да го отстранат Методи Шаторов. Веруваа дека доколку го нема Шарло, тие идеи нема да постојат. Шарло е застапник на промакедонската линија во македонското национално ослободително движење. Шарло е човекот кој што од името на партијата ја исфрла буквата Ј и ја применува во Комунистичка работничка партија. За тие 500 денови додека Шарло беше секретар на покраинскиот комитет, партиската организација во Македонија не го употребуваше името Југославија. Шаторов, покрај ставот за самостојна македонска комунистичка партија, бил и за национална масовна партија. Сметал дека на почетокот движечката сила треба да биде ВМРО обединета, а потоа се борел и за формирање на општ македонски фронт, без разлика на социјалната, националната и верската припадност. Тоа требало да се реализира со вклучување на сите слоеви од народот, за ослободување на Македонија, нејзино обединување и создавање на Македонска република, самостојна држава, рамноправна со другите балкански држави. Овој став на Шаторов бил спротивен на ставот на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија во Народниот фронт да учествуваат само работници и сиромашни селани. Методи Шаторов Шарло на Петата земска конференција 1940 година го поставил прашањето за Македонскиот национален фронт и прашањето за српските колонисти кои треба да заминат, бидејќи не се од економски, туку од политички причини населени во Македонија. Тоа предизвикало полемика во редовите на КПЈ. Во дискусијата на конференцијата Шаторов истакнал: "Не можеме да отидеме кај македонскиот селанец и да му кажеме дека колонистите му се браќа, бидејќи генералите, жандарите, шпионите не се браќа. Доколку би оделе во сојуз со колонистите, тие би одговориле со лопати. Има околу 10.000 фамилии со околу 70.000 хектари земја. Сите тие се потисници врз македонскиот народ и со нив не можеме да имаме добри односи. На колонистите им е дадена најдобрата земја, таа им е одземена на селаните.
Во Македонија има малку земја, затоа бараме колонистите да се иселат во Србија, а земјата да им се даде на македонските селани. По капитулацијата на Кралството Југославија, Шарло во извештајот до Коминтерната од 16 септември 1941 вели: Македонија е изедначена со другите краишта на Југославија за изгубена слобода и независност со окупацијата. Македонија немаше слобода и независност и пред окупацијата, а по неа падна под ново робство. Во Македонија не постои слобода, а постојат апсани, џандари, ќотеци, национално претепување, колонијална експлоатација, политичко робство и безправие. По новата окупација, во писмото упатено до Стојана, по ова прашање Шарло заземал многу јасен став. Одговорот е само еден: да се обединат сите македонци и други народности во Македонија за општо свое право за слобода и рамноправност, но не цепење на македонската земја и македонскиот народ. Покраинскиот комитет и Методија Шаторов Шарло се категорични во барањето да се води борба за обединување на Македонија. Во прогласот од јули 1941 се истакнува: Бугарската власт, како на мајтап вели, ослободивме ве поробени браќа. Но слободата за која сте се бореле 50 години не е добиена. Вие добивте ново робство, ново насилие, нов терор. Историската вистина и историските документи зборуваат дека тој уште во текот на 1940-41 година работи на идејата за самостојна и независна Македонија. Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија презема мерки за централизација на раководењето со партијата. Прогласува единствена комунистичка партија на Југославија, запоставувајќи ги националните комунистички партии. Во Македонија се суспендира легално избраниот партиски комитет и се поставува, се наметнува, раководство од страна на инструкторот испретен од Централниот комитет, Драган Павлович Шилја. Тој бара сменување на Шаторов. На состанокот на Покраинскиот комитет, кога се прочитало писмото, членовите на Покраинскиот комитет ги отфрлиле на водите и сметале дека одлуката на Централниот комитет е донесена врз основа на клеветите на еден човек. Со промената на раководството се променило и името на партијата, од Покраински комитет на Комунистичката партија на Македонија во Покраински комитет на Комунистичката партија на Југославија. Тука дојде до израз и во програмските документи на партиската организација, подосна и во други документи, присуството на Илинден, на Крушевската република, на повикот за остварување на втори Илинден. Во своите истапувања Шарло е сосема јасен, разбирлив, прифатлив. Македонската народност, националност, постои, иако не како одделна самостојна држава. Ако македонците немаат своја држава, затоа тие не се виновни, туку српските, бугарските и грчките империјалисти, кои се сојузија, ја заграбија, расцепија и поробија Македонија, наместо да ја ослободат од турците и да ја остават самостојно да живее и да се разбива. Македонците не сакаат за господар никого. Македонците не се овци, па да ги стрижи кој како ќе стигне. Шарло и соопштува на Коминтерната дека другарите од Централниот комитет кисело ги примиле неговите критики. И токму затоа, на 21 јануари 1941 била одржана проширена седница на Покраинскиот комитет на Комунистичката партија во Македонија, на која бил донесен еден интересен документ, означен како решение, во кој меѓу другото се нагласува: се потцртува дека Комунистичката партија во Македонија ни за момент не се откажува од својата крајна цел – потполно ослободување и рамноправност на Македонија, дури до барањето за отцепување во самостојна државна заедница. На 24 јули 1941 година Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија одржал специјална седница на која Методи Шаторов бил обвинет за антипартиско и контрареволуционерно дејствување, пошто била донесена одлука за негово разрешување од должноста секретар на Покраинскиот комитет и за негово исклучување од партијата.
Решението за државноста на Македонија беше сметано за најголем греф на Шарло, зашто во Србија, меѓу водечките комунисти, имаше расположение за признавање на македонската нација, за некаква културна и штура политичка автономија, но никако и отцепување на Македонија како посебна обединета држава на македонците. Му пресудија на Шарло, не дозволувајќи му, поради стекот на околностите, да ја продолжи својата револуционерна дејност во партизанските редови на Македонија, практично принудувајќи го да си замине од Македонија. Шарло е сменет и тој како лојален комуниста се понудува да замине во Скопскиот партизански одред, меѓутоа тоа негово барање по пристигнувањето во одредот е одбиено, е вратен назад и тој заминува во Бугарија. Несомнено, со отстранувањето на Шарло, резолуцијата од 8 септември требало да се заборави. Тогаш, од новиот покраински комитет на КПЈ за Македонија биле упатувани општи повици за антифашистичка борба, додека повиците за создавање на сопствена држава и за обединување на македонскиот народ се поставувале прилично во завиена форма. Веќе тогаш во раководството се присутни инструктори и делегати испратени од Белград и од Софија за да помогнат, но и за да ја контролираат ситуацијата. Во Македонија дојде Светозар Вукмановиќ темпо да ја реализира југословенската опција, односно да не се подпишуваат документите за слободна Македонија без да се спомна Југославија, туку задолжително слободна Македонија во слободна Југославија. Едноставно дојдено во судир две идеи, промакедонска и пројугословенска опција, која познато е во историјата дека преовладува пројугословенската линија, која што ја заговара Лазар Кулишевски и другите инструктори кои што доаѓаат од центарот од Комунистичката партија на Југославија. Меѓутоа треба да се има во предвид дека во истото време кога во Македонија се наоѓа инструкторот Светозар Вукмановиќ темпо почнувајќи од 43 година, се наоѓа бугарскиот представник Бојан Болгарјанов. Тие двајцата се во Македонија со цел да ја контролираат ситуацијата, бидејќи македонското прашање се уште не е решено. Истакнати македонски интелектуалци и антифашисти, членови на АНОК, поднесоа приговор во однос на идејата за пројугословенската иднина на Македонија. Тие, иднината на Македонија, ја гледаа во самостојна, независна и обединета Македонија или во Балканска федерација. Подоцна, вербалното декларирање на Централниот комитет на КПЈ од 6 декември дека македонскиот народ има право да се определи, па и да се отцепи како секој суверен народ, било плодна почва кон која македонскиот народ масовно се приклучил во народно-ослободителната борба. Тоа исто така беше еден од мотивите македонците од делот на Македонија во рамките на Бугарија и на Грција масовно да се вклучат во антифашистичката борба. Со одлуките на второто заседание на АВНОј од 29 ноември 1943 за изградба на Југославија врз федеративен принцип се потврдило правото на секој народ на самоопределување или на обединување со други народи. За тоа право македонскиот народ се беше изборил со своето учество во борбата. Одлуките на АВНОј де факто го определија неговото влегување во составот на Федеративна Југославија, но де јуре ништо не го обврзуваше македонскиот народ да влезе во таа заедница, бидејќи македонските представници не биле присутни на заседанието и не можеле да ги изнесат своите барања во однос на обединувањето. Настаните кои се случија по војната потврдија дека во практика македонскиот дозволен максимум била само Федерална Македонија во Федеративна Југославија. За председател на иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ бил избран Методија Андонов Ченто, докажан демократ со граѓанска ориентација, убеден антифашист и бескомпромисен борец против сите окупатори на Македонија. И командантот на главниот штаб Михајло Апостолски бил еден од членовите на иницијативниот одбор. Тој беше една изморедна енергична личност која честопати знаеше да се спротистави на високото воено и политичко раководство на Југославија. Од тие причини може да се каже, дури не по негова вина и по негова желба, тој беше и многу рано пензиониран. На 52 годишна возраст, значи во 1958 година тој беше принуден да отиде во пензија.
иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ станал политички и представнички орган, но и највисок орган на државната власт во Македонија. Тој подготвил апели до македонскиот народ и до неколку истакнати македонски интелектуалци во Македонија и меѓу емиграцијата во Бугарија да се вклучат во ослободителната борба. Понатаму, врз себе ја презел одговорноста да разговара со врховното југословенско раководство, односно со Јосип Броз Тито и Националниот комитет за ослободување на Југославија за иднината на Македонија во Југословенската федерација, но и за обединувањето на македонскиот народ. Делегацијата во состав Методија Андонов Ченто, Емануел Чучков и Кирил Петрушев оди на островот Вис. Таму, во јуни 1944 бил одржан состанок на Политбирото на Централниот комитет на КПЈ и на Националниот комитет. На дневниот ред биле две точки – известувањето на иницијативниот одбор и македонското прашање. На крајот, Ченто го поставил прашањето како да се воспостави врската со македонците во Егејскиот и Пиринскиот дел на Македонија и предложил Националниот комитет да издаде меморандум за Македонија, од кој ќе се види дека македонскиот народ се бори и за остварување на правото за свое обединување. Но прашањата за воспоставување врски со Егејскиот и Пиринскиот дел на Македонија и издавањето меморандум за Македонија од страна на Националниот комитет биле премолчени во дискусијата. Представниците на Националниот комитет за ослободување на Југославија сметале дека би било прерано поставување на националниот стремеж на македонскиот народ во форма на акционо барање. Тие сметале дека воспоставувањето на прашањето за обединување на македонскиот народ во денешно време би го кочело единството на антихитлеровскиот фронт на Обединетите нации и би ја довело Југославија во целост во неповолна положба и македонскиот народ одделно. Било нагласено дека обединувањето на македонскиот народ може да успее само со непосредно учество на македонскиот народ во вооружената борба и дека само преку таа борба македонскиот народ од сите три дела на Македонија стекнува право на ослободување и самоопределување на целата земја. По состанокот, македонската делегација не била задоволна од заклучоците, за кои Ченто сметал дека се диктирани, а не усогласени. Посебно бил против точка 2, со која не само што Југославија немала право да го истакнува правото на Македонија на обединување, туку и политичкиот врв на Македонија не смел да го отвора тоа прашање. А треба да се има во предвид дека основната мотивирачка идеја на македонците да влезат, на македонскиот народ, да влезат во народно-ослободителната борба беше обединувањето и формирањето на самостојна македонска држава. За време на разговорите, исто така на површина излегле проблемите настанати меѓу македонците во Грција. Недоразбирањата избиле во однос на забраната на македонците да формираат во Грција македонски партизански единици, забраната да се зборува македонски јазик, непризнавањето на националните права на македонците и други прашања. Членовите на Политбирото на Централниот комитет на КПЈ настојувале, поради меѓународната ситуација и притисокот од Велика Британија, да се изгладат споровите и влијаеле на нашите македонци да не го поставуваат сега прашањето за приклучување на грчките македонци кон Југословенска Македонија. На преспанскиот состанок, одржан на 2 август 1943 се отворил пат за создавање регуларна македонска војска и највисоки органи на народната и државната власт во Македонија. По едногодишните подготовки, првото заседание на АСНОМ се одржало на 2 август 1944 година во манастирот Свети Прохорчински во реонот на Кумановско. Почнало со работа во вечерните часови и траело до раните утрински часови. Заседанието беше отворено од најстариот делегат, илинденецот Панко Брашнаров, кој во говорот ги поврза сите претходни борби на македонскиот народ со неговата тековна борба, борбата против нацифашизмот. Панко Брашнаров беше така една личност која што живееше само за остварување на идеалите на македонскиот народ од времето, но Илинден тоа го покажа и на првото седание на АСНОМ при отварањето свечено со еден вознемирен, трепетлив глас дека најпосле е среќен што го доживеа она за што се борел цел живот, слободата на Македонија и создавање на македонската држава.
Првото заседание на АСНОМ донесе неколку државотворни акти, меѓу кои решението за утврдување на АСНОМ за врховно законодавно и извршно народно представничко тело и највисок орган на државната власт во Македонија. Решението за воведување на македонскиот јазик како службен јазик во македонската држава и решението за прогласување на 2 август за народен и државен празник на Македонија. Имено решенијата имале уставно правно значење. Со нив биле основани највисоките органи на државната власт, кои во основа останаа непроменети во текот на целиот период на екзистирање на македонската држава. Посебно значење имала декларацијата на АСНОМ за основните права на граѓаните на демократска Македонија. Таа прокламирала идна целосна рамноправност на сите граѓани пред законите без оглед на националната, расната, половата и верската припадност. Во вградувањето на овие определби, еден од творците на документите, Владимир Полежиновски, доктор по право од Сорбона, се раководел од нормите на француското право утврдени по победата на Француската револуција. Тоа беше реализирање на долгогодишните сни на македонските револуционери кои што ја започнаа својата борба уште во 19 век за формирање на македонска држава и етаблирање на македонскиот национален идентитет. Присутните делегати ја изразиле суверената волја на целиот македонски народ. Содржината на манифестот на АСНОМ била лоцирана на 3 основни пункта: осврт врз постигнатите резултати, завршување на војната заедно со другите југословенски народи и заземање на консеквентен став за прашањето на обединување на македонскиот народ. Иако последново не се реализирало, сепак бил направен крупен чекор. Доволно е само да се спомене искажаната констатација дека АСНОМ го прокламира пред целиот свет своето праведно и неотстапно барање за обединување на целиот македонски народ врз принципите на самоопределувањето. Првото заседание на АСНОМ добило голем одглас. Факт е дека најмногу забелешки за резултатите од првото заседание на АСНОМ доаѓале во врска со тоа што македонската држава се создавала само на еден дел од етничката територија. Се приговарало дека војната во Македонија и создавањето на државата го водат срби. Ваквите реакции биле поизразени во бугарските кругови. Заседанието добило одглас и кај македонците во Егејска Македонија. Решенијата на АСНОМ ги охрабриле и ги поттикнале за поотворено и порешително поставување на нивните права во Грција. Македонските партизани во текот на војната сите една единствена идеја имале: самостојна, обединета и независна Македонија. Решенијата на АСНОМ добро ги прифатила македонската емиграција во Бугарија. Тоа особено дошло до израз по 9 септември 1944 кога капитулирала царска Бугарија. Јасно е дека капитулацијата донесе големо олеснување за македонскиот народ од Пиринска Македонија. Септември 1944 година. Велика дата за Българија. На 9 септември падна фашизмот. Власта премина в рацете на Отечествениот фронт. Македонија како држава почнала да функционира по незиното прогласување како федерална единица во Југословенската федерација со решенијата на првото заседание на АСНОМ. Неоспорен е фактот дека во тој период се забележува релативна самостојност и сувереност. Во ситуација кога се уште не беа регулирани односите меѓу федерацијата и републиките, сосема природно е што во Македонија се појавија стремежи за поголема политичка и економска самостојност. Македонија првпат функционирала како држава и како таква настојувала да ги задржи сите компетенции. Таа политика пред се ја промовирале млади интелектуални комунистички кадри, кои не биле толку подложни на партиска дисциплина, како и револуционери и стари членови на македонските организации. Тоа беа Методија Андоновченто, Павел Шатев, Димитар Влахов, Шакир Војвода, Емануел Чучков, Петар Пирузе, Киро Глигоров, Лазар Соколов, Венко Марковски и други. Во тој период политичкото раководство на новоформираната држава презеде иницијативи за склучување на договори, посебно на билатерални договори со соседните балкански држави, што беше надвор од тоа што значи федерација.
Кон крајот на 1944 таа политика за централата во Белград почнала да добива загрижувачки размери. Второто заседание на АСНОМ било искористено да се расчисти со пројавените тенденции за сепарирање на Македонија од Југославија. Македонците успеа сепак и во рамките на југословенската опција да го внесат решавањето на македонското прашање со конституирање на АСНОМска држава, односно АСНОМска Македонија. Одржувањето на второто заседание на АСНОМ се случило во екот на најинтензивните преговори за федерација меѓу Југославија и Бугарија и повеќекратните средби помеѓу Тито и Димитров. Председателот на Националниот комитет како свој представник го испратил Едвард Карделј. Второто заседание на АСНОМ се одржало од 28 до 30 декември 1944 во Скопје. Во сите изнесени реферати на заседанието воочливо е избегнувањето на прашањето за обединување на Македонија и за формирање независна и самостојна македонска држава. Одеднаш настанал молк во однос на тоа прашање. Едвард Карделј во својот поздравен говор, кој бил подолг и од рефератот на председателот на президиумот на АСНОМ, ги изнел рамките во кои е можно опстојувањето на македонската државност. Посебно го нагласил опстојувањето на Македонија само во јака Југославија, што било предуслов за среќна Македонија без страв за својата слобода и независност. Исклучок од целокупната шаблонизираност на заседанието прават говорите на представниците од деловите на Македонија во рамките на Бугарија и на Грција. Пецо Трајков, како представник од делот на Македонија во рамките на Грција, во својот говор ќе истакне: зар геројското Леринско, Костурско, каде се разгоре таа највеличава епопеја во нашата историја Илинден, Воден, кој ги роди најубавите борци, Кукуш, градот на нашите апостоли Гоце Делчев, на нашиот водач и првоборец Димитар Влахов, зар Пиринска Македонија на учителот и другарот Јане Сандански, зар тие македонски земји ќе ги заборавите? Не, треба да се присоединиме и ние кон вас, кон слободна демократска Македонија во рамките на Титова Југославија, и никој не може да ни го земе тоа право. И Атанас Атанасовски, од делот на Македонија во рамките на Бугарија, истакнал дека целиот македонски народ сака што поскоро да дојде блажен час кога ќе се соединиме со нашите браќа во Македонија, во Титова демократска федеративна Југославија, и да работиме со сите своји сили за изградување на слободна и обединета Македонија. Македонците во текот на антифашистичката и народно-ослободителна борба во Македонија и на Балканот ја покажаа својата подготвеност и решеност под раководство на главниот штаб и под македонско знаме да извојуваат сами сопствената национална слобода и право на своја држава, самостојна, независна или како рамноправна членка во една нова југословенска или балканска федерација. Во нивните редови се наоѓале и антифашистички определените припадници на националностите кои ги прифатиле повиците од раководството на народно-ослободителното движење за заедничка борба и заеднички соживот со македонскиот народ во идната слободна македонска држава. Главниот штаб на македонската војска во ноември 1944 располагал со 24 пешадиски, 4 артилериски, 3 инженериски, 1 конјаничка и 1 автомобилска бригада. Бригадите биле групирани во вкупно 8 дивизии, а тие во 3 корпуси. При крајот на 1944 македонската народно-ослободителна војска броела 66.000 борци и старешини. Додека бројот на македонската војска во март 1945 изнесувал околу 83.000, а во летото истата 1945 година бројот нараснал на околу 110.000 лица. Вкупно, во текот на Втората светска војна, само од вардарскиот дел на Македонија загинале околу 24.000 лица.